Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во наредните 60 минути вие јас имаме право да знаеме вистината. Пред да ви го представам гостинот на вечерта, најпрво да ве замолам да стиснете лайк на емисијата, да стиснете subscribe на емисијата, бидејќи веќе имаме некаде околу 99.200-99.300 сабскрајбери, што ќе рече ни фалат уште 700 за да може да славиме 100.000 сабскрајбери на емисијата во Центар. Ако сакате да ги гледате политичките анализи, станете мембари, тоа чини 150 денари месечно. Имавме две одлични политички анализи, тие ќе прават ресет или шкоди во Кочени и Кочени како хард рок во петокот и во вторникот, така што ако бидете мембари ќе може да ги гледате сите политички анализи. Што ќе рече, поддржете го каналот, YouTube каналот Васко Евтов и ќе добивате благовремени, навремени информации и ќе бидете информирани први за тоа што се случува во Македонија во регионот. Политички анализи, информации и така натаму и така натаму. Гостин на вечерта е Тома Фила, адвокат од Белград, клучна фигура во адвокатските, во политичките односи, со многу блиски релации до БИА или Безбедносно-информативната агенција и како велат задолжен во наводници на БИА да ја контролира Република Македонија. Југослав Петрушич во последните две интервјуа за емисијата во Центар го дефинираше Тома Фила како клучен играч на тоа влашко лоби во регионот, кој владее во сите држави, кој владее со државите или земјите во регионот, менуваат, носат политични гарнитури и така натаму, или го нарече патриарх на влашкото лоби. И ние додовме во Белград да провериме колку е тоа точно и всушност да ги слушнеме ставовите на Тома Фила, кој ќе полне за неколку месеци 84 години, што ќе рече во една зрела возраст, и овие играчи кои одбележа изминатите 40-50 години. Јованка Броз, Джинџич и така на Слободан Милошевич се всушност драгоцени сведоци на едно време кое помина и врз база на информациите кои ни ги презентират, ние всушност да предпоставиме што ќе се случи во иднина во Македонија и во регионот. Знаете ли што беше клучен повод токму вечерва да ја пуштиме ова емисија или ова интервју со Тома Фила? Бидејќи во изминатите 5 или 6 дена почна да се вртат приказните за БИА, за замешателството на Србија во политичките процеси или протести во Република Македонија. Пред 6 или 7 дена на Facebook беше објавен еден политички статус на еден лидер на политичка партија во Република Македонија, ски го цитирам тој статус интегрално. Тежештото на геополитичката криза во Србија, која врвот го имаше вечерта на 16 март, случајно се преле истата вечер во Република Македонија, завршен цитат. Што ќе рече дека на 16 март, кога во Белград се тие огромни митинзи, веројатно најголемите митинзи, не само во Србија, туку на просторот на поранешна Југославија, поред слободна проценка некаде околу 320 од 350 илјади лица, и само неколку часа после тоа се случува таа немила трагедија во Кочени, 59 жртви кои загина во дискотеката Пулс, и сега почна веќе се прават овие политички шпекулации или политички анализи, дека србите сега сака да го искористат моментумот кога почнува тонусот на политичката криза да се намалува во Белград, да го префрлат тежештото на кризата во Република Македонија. Гледате, гори регионот, Милорад Додик не знаат што ќе се случи со Милорад Додик. Лута како писмо без марка, Израел, Белград и така натаму, ќе се врати или нема да се врати, ќе има или нема да има црвена потерница на Интерпол. Не може да се формира косовска влада. Гледате што се случува во Република Македонија, без разлика што власта има еден многу силен политички изборен мандат, после ова што е во Кочени, гледате, власта се тркала по улици. Имате неспособна опозиција која може да замени власта. Не само што не сака да ја замени, туку сака да кохабитира, тајно да коалицира и после изборите локални или евентуално предвремени парламентарни јавно да коалицира со власта. Венко Филипче како лидер на опозицијата, наместо да побара оставка на владата, бара лидерска средба на која ќе ги соопштал своите ставови, дали ќе соди со некој заеднички кандидат на изборите во Кочени, бидејќи градоначалникот е во оставка, дали ќе има времено градоначалничка структура во Кочени, ќе видиме. Меѓутоа, врз база на сите тие информации или шпекулации излегува одредени портали дека виделе припадници на БИА во Кочени, дека тие возеле Шкоди со белградски регистарски таблички, а тие знаеле дека всушност српската полиција користи Шкоди, а какви возила користи македонската полиција? Какви возила користи македонската влада? Па исто користи возила Шкоди кои купува од Куманова. Знаете, истата приказна беше
кога JNA 92-93 година ја пушташе Република Македонија, и сега барајќи шкоди, ние се сведуваме во истата роља, истата улога, како да бараме тенкови кои JNA ја напушташе Република Македонија. Дали има шкоди или тенкови, тоа тотално небитно. Суштината е дека тие деца на УДБА, на КОС, односно на БИА, никош и не ја напушта Република Македонија. Затоа JNA се повлече, бидејќи смета без разлика на војската дали ќе биде тука или нема да биде во Република Македонија, дека Белград и Србите располагаат со доволно силни инсталации во Македонија и без армија, и без војска, и без шкодите на БИА да може да имат контрола на процесите. Тие деца на БИА, на УДБА или на КОС се угледни бизнесмени, угледни суди или судејки, се дел на политичките структури, се вработени по министерствата, се вработени во владата на Република Македонија, блиски релации со ВМРО, блиски релации со СДСМ, така што те никош не се заминеле. И сега кога ќе почне да се каже приказната дека всушност БИА стои зад протестите или сака да ги злоупотреби протестите и да ја дестабилизира Македонија, односно македонската влада, ние го имаме интервјуто со Тома Фила кој го кажа токму спортивното дека луѓе на БИА работеле, вклучително и тој самиот, нели со блиски релации со БИА, работеле на носење на ВМРО ДПМН на власт во Република Македонија. И знаете, кога така ќе ги презентирате во наводници доказите или е некакви интервјуа, тога сушност ги растурате сите тие шпекулации, тие доаѓаат од одредени центри кои сака да направат смут во Република Македонија и всушност сејки страф, сејки смут кај вас и во Република Македонија да ги издишат сите протести, да издишат целата енергија на незадоволство во Република Македонија. Гледате, и сега гледаноста на емисиите кои се посветени на кочени, на подкасти, телевизија, така натаму е за 2 или за 3 пати намалена. Зошто бидејќи сите тие здушно се впрегнати да работат на исцицување на енергијата. Бидејќи ако нема енергија, нема ресет, а ако нема ресет, тие ќе продолжат да владеат со Македонија како што го прават 34 години. Тома Фила кажува дали Никола Груевски ќе се врати во Република Македонија и што ќе се случи со Александар Вучич, нели тоа се две клучни политички пораки. Александар Вучич кој допред 2-3 месеци велеше нема преводна влада, нема широка влада, нема такви политички разврски, дека тој не го прифаќа тоа додека е жив, дека ќе оди на избори или ќе формира негова влада. Имало некаков джентлменски договор помеѓу Вучич и Дачич, кога Вучич ќе се повлече 2027 година, Дачич да го замени на таа функција. Меѓутоа гледате како брзо се менуваат политичките процеси во Република Србија. И сега се говори за се и се што, и на крајот, знаете, Вучич ќе мора да направи две работи. Како прво, да ја пушти низ вода својата партија Српска напредна странка, бејќи таа му е веќе товар, таа му е веќе баласт. Во структурата на таа партија, на ниво на општини, на ниво на градоначалници, на ниво на локални шерифи, има така силни личности без кои не може да функционира таа партија, а тие силни личности толку му прават штета на Александар Вучич, што Вучич мора да направи две работи. Да направи движење, гледате го најавува тоа движење, па се повлекува, го најавува, па се повлекува, всушност го мери моментумот кога и дали тоа треба да го направи и во која форма тоа да го направи, значи да направи движење со кое ќе замени неговата партија и да избери нови лица кои веќе не му се баласт, кои не се намачкани како дете со катран, за да може да влезе во некоја нова политичка авантура или нова политичка разврска во Република Србија. И ако поминат тие промени, таков ресет во Србија, кај што Вучич ќе се обиде да се спаси, а сите други да ги пушти низ вода, кој би можел тоа да го направи во Република Македонија? Мицковски нема таква контрола, Филипчи исто така нема таква контрола. Некои нови политички субјекти не се појавени. Груевски во Будимпешта размислува ако може Трамп да се врати, што не би можел да направи тој некаков камбек во Република Македонија. Заев сака да се и крцка парите кои ги има спечалено или сработено, а да има контрола на процесите, да ја сведи СДСМ на знам од Струмица. Значи, гледајќи го моделот во Србија, ние всушност од Србија гледаме два модели. Студентски протести, каде што студентите, а не политичките субјекти, работат на промена на системот, на промена на власта, на промена на начинот на владење во една држава, почитување на право, правда и така натаму и така натаму. И под број 2 како се прави ресет или како се најавува ресет на една политичка партија, на една политичка структура. И кога гледате што се случува или кога мечката игра како комшиите, тога знаете мали се шансите мечката да не заигра ке вас. Интервју со Тома Фила, 55 минути, 84 години, гледате која логика има човекот, погледнете го интервјуто
нема да зажалите. Добро вечер, Тома Фила. Добро вечер. Како сте, што правите? Добро. Пак револуција. Богу, чекам да одам на Охрид. Охрид одите. Да. Пак револуции правите тука. Значи, кој што прави Србите некои револуции? Во Србите, кај Србите, на секои 20-25 години ставува некоја гужва. Знаеш. Не може или рад, или некоја гужва да стане. Такви е народ. Господи Фила, во неколку интервјуа, Југослав Петрушич и некои други луѓе вика Тома Фила е најмоќен човек на Балканот. Не. Најмоќен човек на Балканот е Тома Фила. Ние довме да прашаме да видиме дали сте толку интервјуа сме снимиле, не сме знаеле дека сте најмоќен човек на Балканот. И јас не знаев. Добро пат слушам. Не. Јас сум jednostavno slobodno зборувам она што мислам. И дали му се некому се свиѓа или му се не свиѓа, тоа што велам што зборам јас, ми е гајле. Ама нема човек од Балканот или од поранешна Југославија што не поминал низ оваа канцеларија. Да, Значи сите помина. Сите. И јас ги познавам сите власти кои беа на власт. И во Титова Југославија и во Да, бре, наравно. денес и така. Па како можете да браните сите тие најмоćни? Господи Тома, прв кажавте дека грчкиот проблем нема да е толку голем проблем за Македонија, дека ќе биде бугарскиот. И тоа пред 5 години, пред 6 години луѓето многу сомничаво гледа на тоа што го кажувате. Времето потврди дека бугарскиот проблем е многу посериозен, многу потежок за бугарско-македонскиот. Српски проблем кој на времето почна. Не знам дали распадна Југославија, има некое заканување од србите. Едино Србија со Македонија има граница. Дефинитивно. Ниту една држава нема граница чиста со Србија. И со Боснавија, и со Хрватска, и со Црна Гора, и со сите. И со Косово, нели да не не збориме. Само македонската граница. Само македонската граница и никогаш србите не посакаја да имат Македонија по состав, да биде поголема или нешто. Господи Тома, Поголем. ако не сте најмоќен, тогаш сте значи многу моќен човек. Не, јас сум само добро обавештен. Добро информиран. Да, добро информиран и сите кои затоа што ги бранев најголемите луѓе кои беа во Србија и Милошевиќ и не знам кој. Цела група околу Милошевиќ. Во Хашкиот трибунал. Шајновиќ и Борка Вучиќ и така да. И Борка Вучиќ ја браневте? Па како не. И сите колку сака. Гледате, нестрекно загина на пешачки премен. Не, тој возеше, а мајка му со не загина. Мајка му така на дете. Не, тоа се прича. Да ја отепаја, кузна ја направија. Две баби, поздрави по возрастни жени. По возрастни жени. Испаднеа од кола и овие двајца напред. Али тие беа млади и се спасија. А со Борка седеше жената која е мајка на овој што возеше. На детево. Борка, нели, банкарот на Милошевиќ. Така. Однесе многу тајни во гроб, имаше, нели, милиарди, па банкарство и така натаму. Сите тие... Ние бевме ниво под санкции. И таја бараше да најди начин да се превазиđат. Како да функционират. Да се склади. Добро, но тие контакти со Роквелер, тие контакти со американските банкари, секој ден. Таа ги имаш. Кај не беа. Секој ден. Сите беа кај не да прашат за мишлење или слично. Господин Фила, ве сметат за патриарх на власите на Балканот? Не. Па види, јас со патриарх, со Иринај бев многу добри пријатели. И се смејам за нешто. Кога беше владика Нишки. Добро. Ме прашува некој од Бија. Од Бија? Да.
тој еден ме прислушкуваше сано, седев со него, се смеев, јас знам дека тој ме прислушкува, али добро, тоа е негова работа. Што да правам? И ме прашува што мислам кој ќе биде патриарх нови. И реков Иринеј, најерно да напа. А како ти мислиш да биде Иринеј? Па реков, види, врло просто. Кога имаше во фудбалски савез Избори. избори и 3 коверти беа. И еднаш ќе стоплеа или ја ладе. И ти кој ќе фатиш коверта, една топла или ладна, Една паѓа, една така, и ќе отвориш. Така. Овде, значи, исто со... Не, ба така збора е да. Да. Али јас не бев ни таму, ни ти имав врска со те. Добро, со бие имате комуникација, тоа е безбедносна информативна. Како не, бре? Тоа е удба, нели, поране? Да, удба. Али со незе имаме проблеми. Секојаш имав проблеми јас. Тоа ли е таа Затоа што високи љуѓе бранев. Не бранев само. Фила. И татко ми и јас. Тоа е таа длабока држава, што ја вика. Гледате, Така. кога ги слушате бугарите, тие, значи, не ја вадат од уста длабоката држава. Длабока држава. Тома Фила е главен во длабока држава. Тома Фила е, значи, последното е дека вие сте задолжен за Македонија. И дека преку вашите... Георгиевски, кој беше амбасадор, Љубиша. И ние двајца бевме добри пријатели од поран, од СФРЈ. Кој редител и ние зборавме српски. Дури да не се деси, кога се деси да се издвои Македонија, тогаш зборавме Македонски. Али јас лоше знам македонски. И ние ни текна. Дајца седевме овде бак. Реко, зашто да не се издвои Македонска црква од српска? Со Љубиша да. Георгиевски. И почнавме ние. Јас со патриархот, бидејќи би лични саветник и пријател, а тој со Македонската црква. И тогаш дојде Кирил, архиепископ. Кирил или Стефан? Стефан, архиепископот Стефан, да. Кирил беше владиката што е овој Кумановско полошки. Стефан. Да. И дојде кај мене. Беше. Да, кај мене и јас отидов да го однесам кај Иринеј, оти се договоривме. И тие двајца беа тет и јас као сведок. И што разговара? Не, се заколнав да не зборам. Значи, пред Порфирие со Иринеј има Стефан веќе... Со Иринеј, така. Има договор направено. И почна преговори. И Иринеј Бачки ми рече да ти не почна. Ти со преговорите? Прича, немаше ни да се заврши добро како треба. Гледате, сега и префрлат на Српска православна црква во дел весници, вечерне новости на Милорад Вучилич, дека многу лесно се откажало од огромен имот, црковен имот во Македонија. И дека тоа може да биде основа Српската црква да се откаже од сериозен имот во Косово. 59-та година се подпиша и онај Герман беше патриарх. Да, патриарх. Автономија на Македонска православна црква. Тоа е бил скоро независно. Оволку им фалеше да биде независно. И да бират владици, и да бират све живо. И да Хиро Теонисова, и да има дијацеза, и да има имот надвор од Македонија. Ме нападнаја затоа што сум влав. Да, дека сте од Македонија и влав и така. Да, и влав сум. И сите власи се евреи. Јас го носам крстот од кога сум роден. И ние сме многу патриархи, религиозни. Сите фила. Али, ако ти почнува да изборува нешто, будала човек. Добро, господине Фила. Значи, во тајност е договорено уште времето на Иринеј, признавањето на Македонска црква. И почна да се почна да има комуникација. Така. И тогаш почна, али тие ме прашуваја сите. И во неколку манастири тука околу Ниш, и таму полако, во тајно. беше прво Иринеј Бачки и
Амфилохije Crnogorski беа против. Ти бе против. И Амфилохije почина, Бог да му душу прости, остана Иринеј, али Порфирije беше кај него и успеј да го убеди. Да го убеди. И јас почнав да им објаснувам. Вие со Српска православна црква не можеше двособни стан во Битола да го наполни. Толку верници имаше Српска православна црква. Се беше на македонски. И македонски јазик, и македонски цркви, и све живо. И добро. Ајде. А ми спочитува зашто може ќе бара у Црногорска Црква. А бре, Црногорска црква нема никој. Нема црква. Нема автономија, ништо, нема луѓе, нема верници. Така е. И нема верници. Нема ништо. Нема ни јазик, ни ништо. Ништо. А ова се е во македонските раце. И добро, господине Фила, на кој му текна проектот Јован Вранишковски да го прави тука во Белград? Ако велите дека имало Иринеј Бачки. Иринеј Бачки, затоа што Вранишковски беше првиот изад патријарх. Да. И кога ќе почине патријарх. Тој ги водеше тие нишки беше. Тој Охридско, затоа што Охридско, Охридски архиепископ од Охридска православна црква, затоа што беше најстара таа, тој беше следниот зад патријарх. После Стефан. Таа е тоа, после Стефан. Не Стефан. После Иринеј. Да. И тогаш покуша Иринеј Бачки со Амфилохije беа против. Сега Амфилохije почина, Иринеј. Добро, а Јован Вранишковски на Иринеј Бачки беше човек? Јован Вранишковски. Да, тој главен беше. Главен во целата таа операција. Така. И почнавме кога се попушти Иринеј Бачки, ние тогаш направивме, тогаш можеше да се ослободи за да стане македонска црква призната од Српска православна црква. Добро. Затоа што ние имавме доказ во кој 912 година, кога се уедини Краљевина Југославија, тогаш добија Српска православна црква, доби и Црногорска и Македонска, Охридска митрополија и така даје. И тие се формира Српска православна црква 912 година. А овој се од 11 век. Од 11 век. Не може да се продета. Не може да се упореди. Господине Фила, спомнавте власи и спомнавте евреи. Ај за власите да прашам. Значи, еден дел на македонски историски личности сега почнуваат овие припадници на влашката малцинство Македонија да ги присвојуваат. Па мајката на Гоце Делчев, па не знам... Нема појма. Па Александар Македонски, така натаму. Сте имале некоја книга напишано за власите, која наводно исчезнала, ја нема во продажба таа книга и таму сте кажале дека сте... Тој Поповиќ направи Аустро-Угарски краљ, цар. Да. Пушти некој кај нас, не знам, кој попишуваше колку има власи. И колку албанаси, арбанаси. Да. Тој ги рачунаше арбанаси. Да. Јас се забезекнув, изненадив, од 6.000 имаше арбанаси во Битол. Колку? Битолските. 6.000. 6.000? Да. А власи? Околу 4-5.000. Значи тука бевте албанците и власите? Не, се забезекнав јас. И добро, во што е мокта и силата на власите? Нели сите постојано збориме власите, мокни, влашко лоби? Ние се држиме меѓу се држиме и доста сме интелигентни. И богати? Добро и богати сме, нормално. Цел капитал, банки, значи тоа е во ваши раце. Па да, и така и е.
И ние зборавме дека треба 3 македонци да еден влав го поминат, а за еден грк, 5 грка да го поминат еден влав, а 7 власи Ерменец. Ермена. Значи ерменците се најпоки. А евреите Не рачунај, не ги рачунат. не ги рачунате. Не, отоа што тие беа поинакви. Малци имале, беа во Македонија, не беа противници. Генезата ви е од римската империја, нели тоа во вашата книга сте го напишале? Па да, од Јулије Цезар, еден ме нападна, не било така. Па не знам дали било така, татко ми рече. Дека одатле има цинцари, од цинци, тој е 5. 5. И Петта римска легија. Тако е, 5-та легија римска, и тогаш оттаму станавме цинцари. Господине Фила, пред 5 години рековте Македонија не се подели, бидејќи за Скопје не се договорија да се се тоа беа на крв. На крв. Не, ова. На Крит. Беа преговори меѓу Милошевиќ и овие, сите, и албанци и така. Меѓутоа сакаја да делат Македонија. Милошевиќ со косовските албанци? Да, исто да делат Македонија. И како се звеше? Порто Карас. Таму беше. Во Порто Карас. Во Порто Карас, ја бев таму. Значи Милошевиќ со косовските? Со косовски и со некои други, не знам кој бе. Значи Ибрахим Рогова или таа екипа? Не знам кој бе таму. И да се дели дел од албанците, дел на Србија. Србите бараја да поминат Коридорот. А ови има многу анегдоти, кузнајте што е. А како сака Скопје? Ево, на пример, со Милошевиќ. Ево да ви речем. Кога дојде Крсто Црвенковски и збораја за независна Македонија. Да. Не беше Крсто Црвенковски. Киро Глигоров. Киро Глигоров. И доаѓа кај Милошевиќ, беше со Минич заедно. И му рече, слушај Слободане, нема да ми опростат македонците ако не барам независност. Овој ми рече, слушај, немаме ништа против ние Србите, да бидете независни. Али, дали си размислува добро? Од една страна се шиптари. Албанци, да. Албанци. Нели така е? Албанци. Од другата бугари. Едино народот да го сместиш во Вардар. По течењето на Вардар. Така е. По течењето на Вардар. Така рече Милошевиќ. И така и... Значи, тој е разговор Глигоров-Милошевиќ. Глигоров и Милошевиќ. То Милошевиќ ми го кажа. Вие како Бојко Борисов, кој беше нели бодигард на Тодор Живков, па сите тајни ги дозна од Тодор Живков. Вие бевте адвокати и сите тајни ги дозна. Тоа не ми рече Милошевиќ. Јас затоа што бев од Битол. Битолчанец сум јас и тоа не можем. Добро, господине Фила. А тој проект на грците и србите да ја поделат Македонија 92-93 година со Мицотакис, што е вистина во тоа? Па во Порто Карас на брдото горе. Добро. Карас направи некоја вила горе. И почне да разговарат за тоа. Али Скопје беше од таа страна на Вардар. Тоа е шиптарскиот дел и од таа страна. И тоа беше прав. Како да се подели? Како да се подели, а да се префрлат овие од оваа страна. Значи, тоа такво е, али тоа се рекла казала. Ма тоа сериозни, ние од ова временска дистанца сваќаме дека тоа е сериозно и сериозно. Да, сега од таа временска дистанца
Јас мислам дека е сериозен разговор бил. Али Киро, например, не заборави, сите се изјаснува, и словенци, и хрвати, да сакаш независна држава или не. Али Киро беше со право да се уедини. Така е, со останатите југословенски. Така, со било која република. И то беше за алудија на Србија. Добро, господине Фила, вие бевте и советник на Дачич, и сега сте советник на Дачич. Се најде ли некои документи за атентатот на Глигоров тука дека тоа е еден ден после средбата со Милошевиќ? Види што беше. Кога извршија тој преврат, 5-6 октобар, и запалија сите документи. Ги запалија? Да, и немам појма што имаше или немаше. Ивица Дачич беше многу ниско рангиран. Во тоа време? Во тоа време. Али потоа се разбежаа сите, бегај да бегаме, излегоја, се префрлија во другите странци. А Ивица Дачич остана и Алалмо вера да шапове ние. Да, Шешек да. Усимнуте. Да. И тој остана со групата кои сакаја да бидат во СПС. Тие останаја за никаде. Тоа се разруши све живо. Господине Фила, што точно сакаат бугарите? Што точно, например, сакаат бугарите? Зашто гледате и каева се оние западни покрајни што ги нарекуваат, тамо доле после Димитровград, Пирот, па Босилеград, па не знам, тука доле према Сурдулица. И тука што точно сакаат? Види, тие сакаат да се прошират. Бугарите? Да. Тие сакаат од источна Србија, да Димитровград и тако, тие градови кои сметат дека се нивни. И јас мислам дека и сега кога гледаш добро, над 50% е бугарско становиште. Тамо? Тамо. И во Маđarска, и Северна, и во Војводина, и така. Се сеќам, еден стар пријател наш, татко, синот ми беше пријател. И ми рече мене, па кога земавме тие Димитроград и остало, не беше ни 20%, 15% бе. Срби. Сега и Срби. Да. А зашто зедовте тогаш? Ако беа бугари? Ако беа бугари рад. Па рече, ако добиеш рад, мора да добиеш и територија. И територија. Значи, војна за територии. Так. Ке застанат ли бугарите или ке продолжат да прават? Јас мислам дека тие ја негират македонска нација. Јас се борев за тоа, за да биде македонска нација. И затоа ме напаѓаја многу. Тука во Белград. Имате во телефон ми последње што ме нападна. Да. И ќе ви дам да погледам. Јас мислам да македонска нација е најстара нација. Само што се зезна, што зеде име по територија. Територија на Македонија и пред словенско население. И да Словени се населат на Македонија. И тука е проблем. Сега што бугари тврдат дека е источна западна дијалект збораваме, така е. Затоа и победи ВМРО ДПМН. ДПМН. И јас се чудеа во Битола, зашто јас сум затоа за ВМРО ДПМН победи. Па реко затоа што вие се правите договор со бугарите. Не чини ништо, така.
Така И добро. затоа јас сите ги наговарав македонците да гласат за ВМРО ДПМН. Значи Белград беше за ВМРО ДПМН. Да, не, 100%. Белград, Да, сигурно. властите за ВМРО Па наравно, ДПМН. зашто да не? Затоа што ние признаваме дека постои македонска нација. А не и западна варијанта, западни јазик, не знам ова она и дури и друго тие бугарски фашисти. Сега испадна бугарски да се трни Така е. некои фашисти, па кои фашисти? Кои фашисти беа да убија по селани и децата? Господине Фила, многу сега се збори за српски свет. И дел на луѓе околу Милошевиќ говорат за тој српски свет. Добро. И Раковиќ, и Селаковиќ, и овој Вулин, Добро. и така натаму. Не, Вулин има комунистичка пријател. Што точно тие мислат по српски свет? Обединување на српски... Значи, Не. многу е нејасно, нели? Во Македонија се отвори една тема дека еве сега Белград со помош на медиуми, со помош на инсталации пробува да ја врати Македонија или српско влијание да наметне во Македонија. Не, нити сака да се прошири, нити ова сега власт. Јас сум во дел во Да, вие сте, тие власт. да. Као социјалист. Да. Не жели да се менува границите. Не да се шириме, да земиме ова или да земиме она. Од нешто друго. Затоа и Александар Вучиќ, председател, стално вели зборува за Босна и Херцеговина, а не за Република Српска, да треба да помини кај нас и така да. И затоа ојде се сношти да се смири и да се народот да се смири. Добро, имате контрола на процесите, да речеме, бидејќи еден дел на србите жалат што Македонската православна црква. Еден поголем дел на србите смета дека србите треба да се научат повторно својата историја. Дека таа историја значи дека Тито ги направил нели, велите најстари биле македонците, грешка направиле, се зезнале што земеле име на територија која била пред словените. То е... Ама еден дел на овие сериозни српски протич, не знам, овие сериозни српски историчари и овие политички лози, дедо му бил министар за Не знам, али... Тие сметат дека македонците се вештачка творба и тоа го зборат на сите места. Не, јас не делам тоа мишлење. За мене македонци се аутентични. Тоест, тие племења кои дојдоа се поставија по јазик и по црква не беа наши. Добро. Не се... Може ли Македонија да опстои? Нели тоа е стравот кај Како Македонија? не може да обстои? Бидејќи Лавров нели во Руска дума кажа ке се дели на албански и бугарски, не. па вие велите нели се преговарало, па околу Скопје не се Почна па во Портокарас. Портокарас. Али очигледно не успеа, не од... Помина времето. Беше и турски онај председател, дебели. Да, Сулјаман Демирел. Не Демирел, некој друг. Тургут Озал. Озал, да, ја мислам дека Озал. Али тоа е празни причи, не ништо тоа. Господине Фила, 99-та година, кога е бомбардирањето на СР Југославија, пошто ги знаете луѓето, имаше ли оперативни планови да се искористи моментумот и Србија да ја гранатира Македонија, бидејќи таму беа овие американски? Имаше такви приказни. Па ние се соработуваме со Македонија, да е жива Македонија. Преку неја одеше сите... Цела трговија. Па цела трговија оде таму. Од таму. Подкупени овие... Цариници. Да. Не. Умпрофор. Нашите намерно. Умпрофор примаја пари и се гледа, се врте на друга страна. Кога видат камион. Многу ми навелат Грција во време на Папандреou ни стави ембарго за да не ги кршиме санкциите кон... Значи, затоа е ставено ембаргото кон Македонија. Тоа се некој... Милошевиќ му стави ембарго на Република Српска. Да. Тоа е дење. А ноќе одеа камиони со роба. Тоа е политички што се прави и не се прави. Не е тоа тако истина.
Многу ми е важно одговори од вас да добиам, пошто и меѓу редови се чита тоа што ќе кажете, информиран сте, ги имате информациите, ги имате контактите, знаете, ја гледате широката слика. 2001 година, Србија прва знае дека има конфликт вооружен во Република Македонија. Дури Джинџич, овој што беше министер за внатрешни работи, Живковиќ, ја информират македонската власт, Лјупчо Георгиевски, Срđan Керимце, Зоран Крсавски, доаѓање тука во Белград, Джера Мадановски, нели, им пее, им ги дават. Не И добро, ако тоа не го знаете, ова структура на УЧК беше под контрола на српските служби? Не. Али Ахмети, нели, му извадија одредени афери? Има еден дел кој работеше за нас. За нас, за Србија. За БИА. За БИА. Кои беа платени или убедени да треба така да се биде. Да биде дел на Србија. Да, дел на Србија. Али не сум јас да бидеме објективни. Многу работи ги направија Србите кои не требаше да се направи на Косово. Грешно ги направи. Да. И онде им вратија тие. И готово сега тешко да може да се направи некое слога. Добро, сте бранеле некои од овие косовски дисиденти, УЧК, некој, имате бранетост, имале комуникација со некој, Адем Демачи, например, не знам. Не, Адем Демачи го има бранет татко ми. Али Нелсон Мендела, нели така го сметат, Нелсон Мендела. Јас бранев, не се сеќавам како се зови, вика, давно беше. Се скарав со Јовица Станишич. Ме викна да се видиме. Рече, зашто ти браниш те луѓе? Тој беше голем шеф на тајната служба. На БИА. Главни беше за БИА. И ми рече, зашто ти браниш те луѓе? Затоа што рекол, евој да ти покажам записник. Овој судијата констатира да е овој толку испретепан, да не може да стои албанецот, да не може да стои на ноце. Суд констатуе да е апсолутно непозан, да не е способен да дае исказ. И неколку тачкици, па ипак каза. Па ипак каза, колко сад се сеќа. Па рекол, колко ти вреди ово? Ослобожен е бил, наравно. И онда е бил шеф и некоја организација. Паравојска таму. Да, паравојска. И рекол, јас сам бранио како и треба. А овие Али Ахмети има некоја врска со Белград? Не знам. Ја колку знам, тие овие што избегаја во Белград. Да. И тие не стане. Овие избега во Швајцарија, во Брисел. Секаде добија пари и си ојде. Косово Република, тоа беше тоа движење, нели? Косово Република, прво беше, тоа е Република има право да се изјасни за независност и довижење. Фила, ке го враќат ли Никола Груевски во Македонија? Што мислите? Јас го знам тој Груевски многу добро. За да се врати Никола Груевски, прво треба да се председател на ВМРО ДПМН. Да се смени? Да се договори со него. А тој, колку што знам, не го сака Никола Груевски да се врати. Кој нов председател го сака стариот? Вие не може да станете председател ако не влезете во конфликт, нели, новиот со стариот, што се вика. И јас мислам дека тој не сака да Никола Груевски се врати. Друго, ако е тачно за она обвиненија силна која има против него, тогаш не треба да чека застарелост, затоа што ако застари делото, то не значи дека не си невин. Туку дека само застарело делото. Само делото застарело. Вие сметате дека треба да се врати ако верува во себе, да се врати во... Сигурен дека му е
интерес да се врати. Сега Мицковски ќе го апси. Да, Мицковски ќе го апси. Ќе го апси. Ја мислам. Ќе го апси. Не знам, не сум сигурен. Меѓутоа сте виделе се и се што сте виделе, поминале овде низ ова канцеларија од Џинџич, од Милошевиќ. Мицковски бевме на телевизија заедно. Со Мицковски бевте на Курир телевизија беше или на... Не бре, на Хепи. На Хепи телевизија. Бевте со Мицко. Така што, значи, поминало тука, ако вие не знаете, нема кој да знае. Има шанси, според вас, Груевски да се врати? Не. Нема шанси. Не. По мене и не треба да се врати. Следите ова што случува во Македонија, овој Лјупчо Палевски. Може да доди во Белград, да живи тука негде, Белград али на во вода. Македонија не. Тешко. Не. Овој Лјупчо Палевски Палчо, знаете, слушнавте нели тоа што беше пред една година. Министар беше. Не беше Лјупчо Палевски Палчо не беше министар, беше некој политичар на мала што губи девојчето ова Вања Егорчевска. Што имаше едно брутално убиство Имаше информација дека дошол во Белград 5 да замени пред да избега во Турција и дека барал ваши адвокатски услуги, дека барал помош. Не, беше кај мене, не. Не бил ке вас. Би реков зашто не. Го знаете тоа дело, нели со малата Вања што е киднапирана промени автомобилите двајта. Да. Ви имавте некој коментар дека таму има сериозни пропусти во... Да, бре, наравно. Секој кривично дело во првите 24 сата се решава. Се решава. Ако не, тогаш е расплинут. Вака, така, ево и сите овие процеси кои се проблеми. Со Данка во Зајчар, со Маријановиќ со овој што е се ослободени одбија од УДБА. Тогаш УДБА. За овој новинар Чурувија. Да. За него то го напаѓаат судот. А судот не може да суди без да обвинител не дава. Ако нема докази. Така. Значи, ако не се реши во 24 часа, тоа се расплина. Одма се расплина и готово. По мене тоа е клучно за убиства и за тие што гледате, тие убиства на деца и Србија крена на нозе и Македонија нели ја крена на нозе. Па како не? Ова во Рибникар сите сме ние осетливи на деца. Ова во Рибникар што се случи кај вас со Ималјов, Коста Кецмановиќ, колку 8-9 деца нели што имаше? Мојата жена беше пред тоа директорка на Рибникар. Како се случува тоа? Значи ви што се случува во главата, да речеме, видите? Немам појма. Тоа е едноставно некој од татко му имал тој оружје да пристап да се напол. Али не заборави дека и 2 боци имаше со нафта. Што можеше да ги фрли, да изгорат уште 12 коти знам колку душа. Видите, тоа се тоа се психопати кои во одреден момент нешто им се случува. Нешто им се дешава, али тоа е единствен случај на цела земјина кугла. Тој прв пат тоа. Што сад да ве прашам, гледате, во Младеновац имате син на полковник што убива, нели? Да, бре, доби. Овој кај нас во Скопје убива на Партизанска на главната улица девојче, исто син на полковник. Што се случува, да речеме, со тие деца на војни лица? Не знам, јас мислам дека... Значи, случајно ли е тоа или едноставно дупка во образованието, дупка во воспитувањето, дупка во... Едноставно се воспитават со сила. Со сила, насилство. Дека е насилство, оружје и тамо, дека пиштоли, пушки, се тоа е нивна уобичена средина во која живеат. И затоа е. Овде поминувале од Чедо Јовановиќ, Аркан и сите тие. Па не, Аркан беше овде, седеше Нова место. Кога му направи странката. Српска странка единства. Цеца? Да, јас мислев. Цеца тука има доаѓано? Не. Нема доаѓано? Цеца, не. Тој беше пред тоа, кога беше женет со 4 деца. Со Наталија. Со Наталија. Али со Цеца касни. Со Цеца... Јас сам запознав на роден ден.
Нема пе. И како ќе заврши ова? Еве, ние снимаме еден ден, значи доаѓаме Белград 27, 28 февруари, 1 март, нели снимаме еден ден после ова Милорад Додик што е ставен. Како ова ќе заврши ова лудило? Гледате Србија, Босна, Македонија, тензија, Америка, значи како еве ке нас, ај тамо да го ставиме. Види, врло е просто. Него обвинаа за џаба Милорад Додик. Мораше, тие знае дека ќе биде осуđујуча пресуда. Не е битно колку ќе добие. Дали ќе добие година дена, еден ден, пола дена, парична казна, све едно. Важно е да му забранат да се обављање со политика. Значи да не се бави. Значи клучно е да има барем еден месец казна, да може да му забранат. Да му забрани. Со политика. Мора да осуđујуча пресуда да му забраниш. Мера безбедности, тоа се викаше така. Ке се направи голема Србија? Што мислите? Не може, не. Нити желба, нити снага има. Нити има сила. Не. Ма гледате се вооружуваат еве Хрвати. Вучич на пример ги обвинува Хрватите дека овие протести тука на студенти им ги организираат Хрватите, хрватски служби, босански служби. Јас мислам да не. Само овој дел незадоволни. Луѓето се. Увек има, немаш ни еден кој е воđа било кој. Погледај од историја. Од Милош Караđорđe беше преки. Уби татко му, уби брат му. Не знам, овај Милош Обреновиќ и тој го уби кумот. Такви се луѓето тргуваше, се обогати. Значи да бевте помлад, имаше многу работа. Па, имаше многу. Добро, господин Фила, кој е најголем убиец, на пример, што сте го бранеле? Во Јагодина, петоструко убиство. Пет. Али, јас мислам дека беше луд. Тогаш ми убедуваја, не треба да биде луд, затоа што уште 4-5 директори ги побија работници директори. Тако и беше тоа место Јановски убито во Скопје. Ели јас реков, луѓе бре, ние човек нормален. И сега чекав да имаше грешка во обвинението. И чекав да биде правоснажна пресуда и напишам закон. Да може жалба да се... Не, заhtев за заштиту законитост. Тогаш не може и да се менува. Да се менува. Да, и доведе обвинител ми, мајката ми ја окара и се живо. Пријател мој. И падна Милошевиќ. И сега се прави по три министра, не знам. И бидејќи била во КП дом Забела и не знам во Ниш и така дале, правија штрајк глаđu. Не чинеше храна и така дале. И донеја одлука да сите кои прв пат вршат кривично дело и издржават казна, да им се опрости третина. И овој уместо 20 години 12 излезе. Излезе надо. Прв пат рекол, уби 5 души. Ке биде ли мирно на Балканот? Ке биде ли мирно? Јас мислам дека ќе биде. Ке имате одредени конфликти на Косово? Тоа иде полако. Тоа е веќе значи процес кај што Косово ќе не знае. Јас мислам едино оно што сакам да речем. Затоа што јас бев многу добар со патриарх Ирине. Ако ти не даваш ништо и ако ти одземат нешто. Се, така е. Ти одземат ти Косово, например. Ти можеш да се надеваш као што евреи чекаја 2000 години, па добија држава. Али ако така да можеш да машташ еден ден Косово ќе биде српско. Тоа е машта и не знам дали ќе биде за мој живот, не. Али за ако даваш Косово, ако го даеш на
Косово нема враќање. Нема враќање. Еднаш дадено. Еднаш дадено, готово. Со Македонија што ќе биде? Ќе остане независна република, се надевам сите сме за то да биде независна република. Али со албанците тој прашање кое мора да реши Македонија. Така почнавме и така да завршиме. Дали сте вие архитектот на српската политика кон Македонија? Не сум толку јак. Не сте толку? Али сигурно сум за то да се призна Македонија, да никогаш нема. Јас сум против и Северна Македонија да се вика. И зато му реков, ако ви Европа ви вети дека ќе почнете преговори. Нека го стави на хартија. Не, ти наравно да го стави во хартија, или да ти речеш ова го прихватам под услов да се тоа направи. Зато го изгубија избори. И зато бев против. Бевте и против? И за ВМРО. Бевте за ВМРО? За ВМРО. ВМРО да... Така, јас го отворено го верувам. И сега политика на српски свет, бугарите влегува во офанзива да ја обвинуваат Србија дека се меша во Милорад Додик бил Ивица Дачич, Селаковиќ на прослава на Свети Сава, па Милорад Додик дојде у Скопје, нели ги даде сите овие политички испаѓа. Милорад Додик сега кога го стават во изолација, ќе може Унгарија во Белград и у Скопје да ќе може. И сега нас не смета дека сме дел на Белград, Будимпешта и Бања Лука, тоа е триаголникот со Скопје. Оно едино што е јасно. Ниту еден Србин не жели да влијание некој врши во Македонија. Ние сакаме да бидиме добро со Македонија. Да одиме за Грција и да одиме за трговија и било што. Например, без американци, господине Фила, може ли да обстане Македонија, бидејќи американците биле некој гарант овие 34 години, со нивното присуство тука, Македонија горе-доле, освен војната 2001 година, условно речено, многу лесно го помина тој процес. Немавме ни некоја војна типот на Босна, ни на Хрватска. Прво мора да се направи попис. Прво да види. Беше ли? Колку албанци има? Дали има 35% или 25%? Кој што велам јас. Сега покажа 24 со 10%. Да. А онда со 24% не можеш да бареш независен. И последно прашање. Она идеја не е на Љупчо Ѓорѓевски, на Борис Трајковски, Стојан Андов ја прифати покојни, Ману, Македонската академија, размена на територии. Македонија овие 33-4 години или имаше обид Милошевиќ Мицотакис да ја делат Македонија, па имаше некој. Првпат македонците бара размена на територии, што ќе рече поделба на Македонија во мандат на Љупчо Ѓорѓевски. Сега многумина сметат дека тоа е српски проект, бидејќи тоа што ќе се случеше во Македонија, ќе требаше на Косово, Северно Косово, нели да се... Затоа што ако се ако меѓу друго, Србија нема аспирации територијални кон Македонија, затоа што ќе добие 1 милион и нешто шиптари. Албанци, како ти велиш, не јас. Ми ако дојдат у парламент, со опозицијата, ќе го срушат Вучич. Ќе биде готов Вучич. Не знам дали ќе биде готов, али у сваком случај не треба да биде. Не треба да се брине за Србија, Македонија. Ќе се спаси ли Вучич? Ќе се спаси ли Вучич? Вие сте дел на власта, ќе се спаси ли Вучич? Вела до 2027. Тие студенти веќе почна да игра, да певат, да не знам ова. Тоа е ништо. Значи Вучич како Јосип Брз Тито успеа да ги совлада студентите. Види просто. Ако прво мораш да завземиш територија, да влезиш во општини, во кој факултети, ректорат, и во општини или нешто слично. Тоа е прво. Второ, мораш да имаш јака опозиција. Ние немаме. Господ го погледа, Александар Вучич. Затоа што таква опозиција, тоа е смешна, јадна. И влада е 12. И може да уше 200 години.
со оваква опозиција. Да, ама тој има мандат до 2027 година, не може да го продолжи. Да, али тогаш рачунаме да Ивица Дачич буде. Значи, децата на Милошевиќ и на Шешел, после ни владеја уште 20 години. Така е. А јас рачунам да Ивица Дачич биде кандидат за председател на Република. Властите во 27 година, јас колку што можам, ќе го направам тоа. Властите во Македонија што планира да прават? Вие сте секое лето во Охрид, тука со нив, па дури песна напиша за вас, нели песна и ви искомпонира. Не, има Копрове направи роден ден на Тома Фил. Старата генерација, 29 јули. старата генерација замина во пензија, Штерио Нако, веќе не се активни, така натаму. Вие и Камбовски само сте активни. Па јас и Камбов не е влав. Не е влав, тој е од Егејска Македонија. Од Егејска Македонија. Али е Штерио Наков е влав. Да, сите тие веќе полека заминаа. Па добро, тој малце се изматуфи. Така што знам. Со Владо Камбовски се главни. Владо и јас сме пријатели. Длабоката држава во Македонија се Тома Фила и око тоа нели не сака. Меѓу редо. Не сме. Вие и Владо Камбовски сте вие. А тој е на другата страна. Беше ми СДСМ. СДСМ. Да. А јас сум во Народно. Ако па тоа е така поделено, нели? Тој беше министер за правда, кога почна се приватизира да се создава ова олигархија. Да ти речем. Тој го ослободи Аркан, така да тоа е сериозна една инсталација. Не е тоа важно. Најважно е од се. Јас бев адвокат на Јованка Брос. На Јованка Брос. 980 и некоја година. Да. Кога почина Тито, 980 и после. Влада Камбовски и Милјовски, кој беше правобранител, савезни, и Владо кој беше Камбовски министар правде. Тие се биточали и како јас, како и мене. И ние сме биточали, ево, и Манговски е најглавни доктор во ова на клиника. Се држи мене. Биточали, секојаш. И да не беа тие двајца. Поготово Владо. Немаше Јованка да добие ни динар. Зошто? Што имаше да речеме Белград и српската политика против Јованка Брос? Не, доланци и остали. Затоа што Јованка Брос беше неконтролисана кон Тито. Секој имаше ти да го видиш Тито, прво мораш да идеш кај доланц. Да ти речи што ќе прашаш и што ги зборуваш. Се најубаво, се дивно во Југославија. Птици летат, цвеќиња цветат и така. А Јованка му изборуваше и како е тачно. Што се случува, проблемите и така. И затоа ја мразат овие. Но и српската држава не беше коректна, и после српската држава беа под нив. Под контрола. Трчаја под контрола. Значи Бија не ја сакаше Јованка. Удба не ја сакаше. Да, Удба. И Владо Камбовски и овие одавде, да не беа тие. Не беше да добие. Таа доби пара, тоа е неверојатно. Еден војник идеше секој месец и носеше коверта во плата на председател на Савезна скупштина. На Јованка. На Јованка и носеше. Нити подпишуваше Ништо. Да прими ништо. Во коверат и давај. И тој е тие беа пари кои имаше. Господине Фила, последно прашање. Адвокати, судии, тоа е власт во сенка, која всушност владее. Во Македонија сега имаме еден конфликт на власта со адвокати, со судии, со обвинители и така натаму и така натаму. Може ли една власт да ја порази судската, може ли една власт политичка да ја порази судската власт или тоа е процес кој е однапред изгубен? Ние имаме идеал да биде суд независен. Ако е суд независен, онда, а тоа е идеја. Идеал. Идеал е.
Ali nažalost, niti je nezavistan od vlast. I zato štrajkovati advokati i 300 gluposti. Кои се полоши, судиите или адвокатите? Ne, судиите sigurno. Сигурно полоши се. Advokati se jedino poreska politika da vidiš. Нешто kako да se заработат. gleda. Ali drugo, ne. Nema vlast, advokati. Бе чекаме во Македонија, како представник на ова длабока држава, главниот играч на бија нели во Македонија, Тома Фила, овој еден од авторите на признавање на македонска на нормализација на односи и така натаму. Sad crkva i dan денес. Evo ќе ви покажам. Влашко лоби, значи сериозен играч. Да сте жив и здрав и се гледаме во некоја следна прилика. Да. Ова беше интервјуто со Тома Фила, јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, се надам дека ви се допадна интервјуто. Наредната недела, значи ќе имаме плюс 2 емисии, мислам дека потоцна ќе направиме една пауза за Великден, бидејќи нели не се работи за Великден, да се го испочитуваме празникот. На почетокот на емисијата заборавив да им честитам Рамазан, Бајрам на сите припадници на исламската вера, на муслиманскиот свет и муслиманските жители во Република Македонија. Ново дружење за тие кои се мембари вторник 20 часот и 30 минути, нова политичка анализа, ново интервју недела во 22 часот, до вторник и недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.